Значи, јас сум Кика Алера, а ова е Body Positive Македонија, каде што зборуваме за нашето ментално и физичко здравје, самодоверба и за љубовта кон себе и своето тело. Денеска сум пак тука со коуч Јосип или Јосип Дамјанов. Здраво, Јосип. Здраво, Кика. Здраво, Кика Алера. Кика Ако по-уметничко име се. Така, ќе направиме мојава денеска за една тема која што е актуелна моментално, односно празниците и како да се храниме здраво по текот на празниците кога имаме руска салатка и кифлички. Како да се справиме со овие празнични денови. Види, многу лесно може човек да се справи. Ја инспириран и изнервиран од луѓето и коментарите и стравовите на луѓето поврзани со тоа дека празниците ми се криви и дека ќе почнам после празников и така натаму. Не се сеќам дали можеби пред година или пред две правев и видео како празниците не ти се непријател. Затоа што ти ако зборуваме за добри навики, за здрав живот, за добар изглед, за добра енергија, за добро здравје, тоа не се гради преку ноќ или преку недела, ниту па се расипува преку недела. И идејата е ако јас имам 365 дена трае година, така? Ако јас во 300 дена сум супер дисциплиниран и имам добра исхрана, во 65 дена сум така, или во 45 дена сум така, и во 20 дена сум крш, кога се празниците и пред новогодишен и постновогодишен период, пак на крај на ден овие 300 ќе победат, кај што сум дисциплиниран. И затоа не е никогаш прашањето и проблемот во празниците и тоа што тогаш има многу храна. Искрено тоа не може да се избегне, али повторно не е цел ден празник и јас ако е можеби бадник или Божик или било кој празник или слава, не е цел ден славата, па јас цел ден сум на софра и гнетам нешто, туку славата е вечерта, ама ја шопрам остатокот од денот, пред да дојде славата. Така, дали појадувам, дали имам редовни оброци, дали пијам доволно вода, пошто јас сум на слави. И јас сум на празници, и секој од нас е на празници и на слави, и тоа не може да се избегне. Лудо е да се избегнува и човек да се изолира од тие социјални моменти и традиции, но она што може да го направи е да пред да дојде тој момент и славата, да биде најнормален и да биде со квалитетна храна. И кога ќе биде така, најверојатно и нема да се хавариса до толку на слава. Веројатно. И телото многу подобро се снаоѓа со junk food и токсини, кога човек е подолг период има добри навики, едноставно има добар лајфстайл. Так. Мислам, у смисла здрав живот е здрава храна. Значи, ако имате добри навики, добри животни навики и ако сте навикнати да се храните здраво, воопшто нема да ви биде проблем тоа што ќе... Ама стварно е тоа така, мислам, никаков проблем, пошто ти на слава ќе изедеш колку, можеби некојаш мене ми се случува, можеби ќе бидам малку порестриктивен у тие оброци у текот на денот, за да оставам геп од 1000-1500 калории за вечерта, па ќе не можам марсовец да се правам кога ќе отидам на прослава негде, не, извинете, јас сум здрава храна, не јадам ништо, иако жалосно е што луѓето многу често така им изгледа интерпретацијата, као не ја ништо не јадам, сита сум или сит сум или слично, а дома после хаварисување. Као еве пред луѓето да ме гледаат дека не јадам, а ја имам вишок килажа, као ама дома се утипувам. Тука е друг проблем е многу често луѓето со вишок. Проблемот е самодовербата и што другите ги речат. Да. Знаеш, за да не речат другите, види се изнагнете, ова, ќе биде и ќе јадам помалку, за да видат дека ја изгледа генетски или здравствено имам проблем со дебелината, нема да ме гледаат како јадам многу, ама дома ги се изнајадам, после ќе покрием се. Да, добро, тоа е веќе убава рече со самодовербата и тоа што многу луѓе кои што имаат вишок килограми не сакаат да јадат во јавност и тоа е еден комплекс предизвикан од општеството, баш заради тие
коментари, види колку јаде, да, дефинитивно. Така да опуштено на празници. Така да не се страшни празниците, гледајте што ќе правите после и пред празниците, не во текот на празниците, доколку малце скршнете од вашите навики, редовни навики на исхрана и здрава исхрана, само вратете се назад и тоа е тоа, нема ни враќање, види, следната година пак ќе дојдат празници. Кај ќе Така. се враќаш? Тоа е круг, секоја година ќе има празници, слави, нови години, божици и бадници. Работата е дека, знаеш, уживај у тоа, у славата, у празникот, у било шо, почетокот на денот и следниот ден пак ќе биде со појадок, со редовни оброци со вода, макар и па вечерта да одиш на некаква прослава, тотално небитно. Ќе завршат. Многу е полошо да си викаш нека поминат празниците па ќе почнам да нема да почнеш, пошто ќе ти дојдат следна година празниците, што ќе правиш? Так. Значи, уствари, ако веќе се придржувате кон некаква здрава исхрана, само продолжете. А ако не и сакате да почнете, не чекајте да завршат празниците, него почнете што денес. Од утре се вајајте од појат. Да. Што е доцна. Супер, фала ти, Јосиф. Среќни празници, убави празници и се гледаме во некој наредно видео. Дефинитивно. За мај. За 1 мај. За 1 мај. Да, може. За наскара. Така, се гледаме во наредно видео, а во меѓувреме сакате со себе си и грижете се за себе си, сакате ги другите луѓе, грижете се за другите луѓе и се гледаме во наредното видео. Одете, следете го Јосиф, долу ги имате линковите и тоа. Убав ден. Ајде. Бај. Чао.